Цврст на својот став, македонскиот министер за економија Крешник Бектеши, правдајќи ја својата одлука да не замене во Молдавија, вели без Косово немало потреба ниту да се одржи форумот за енергетика. Бура реакција во јавноста предизвика одлуката на Бектеши да го откаже учеството на форумот. Се отворија прашањата чии интереси тој застапува, дали на Македонија, од чии буџет добива плата, или оние косовските. Министерот вели најважни биле придобивките на македонските граѓани, дека без Косово се отворило прашањето и зошто воопшто постои енергетската заедница. Ова е принципиелно и јас би сакал и ова прилика да ја користам, уште еднаш да ги повикам сите членки за да седнеме во маса да разговараме. Ако и наредната година тоа ќе се случи, значи нема да учествуваат на вакви важни состаноци членки со кои е воспоставена енергетската заедница, секако дека треба да се ревидира и зошто постои енергетската заедница. Она што остана забележано во писмото покрај одлуката на Бектеши да ги стави интересите на туѓа држава над македонските е и северно-македонски. Министерот вели идентитетот бил жртва на техничка грешка, односно превод. Тоа е само техничка грешка, не е ништо намерно направено. Ние ги знаеме сите договори што ги имаме со нашите соседи и таму е предвидено дека таму треба да биде македонско, но при преводот на англиски јазик е направена грешка и тоа е човечка грешка, значи нема ништо тука намерно. Министерот за економија не се консултирал со премиерот пред да донесе ова одлука. Вели се уште не разговарал со Заев за да знае дали има поддршка. Инаку ова не е прв пат функционира на ДУИ да ги стават интересите на Косово над македонските. Претходно и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи не присуствуваше на конференција во Босна и Херцеговина, бидејќи таму не беше повикана Косово.